Почитувани, според волјата, според желбата на гласачите на општина Центар, јас сум новиот градоначалник на општина Центар. Така е! И покрај сите притисоци со кои што се соочија граѓаните, и покрај уцените, и покрај подкупувањето, и покрај купените гласови, и покрај неважичките листчиња, и покрај дуплите листчиња, и покрај скршените штабови само во општина Центар, и покрај уфрлените гласачи од Пустец и не само од Пустец, и покрај највалканата кампања што видовме во општина Центар, победивме со јасно изразита волја на гласачите и тоа со 15% разлика. И тоа е факт што мора да се прифати. Мојот против кандидат Тодоровиќ ја водеше кампањата со мотото дека Центар се сака со дела. Но жителите, граѓаните на општина Центар кажа јасно дека не ги сакаат неговите дела, делата што тој ги направи во изминатите 4 години. Меѓутоа, почитувани пријатели, овие што се на власт сакаат да ја украдат, да ја лажираат, да ја фалсификуваат волјата на граѓаните на општина Центар. И ние тоа мораме да го спречиме и ќе го спречиме. Мораме јасно да кажеме дека се случува нешто што не доликува не само општина Центар, него во Република Македонија. Цели 3 дена патуваат кутиите од Центар до Центар. Цели 3 дена не може да се избројат 6 избирачки места. Во тие избирачки места, пазете каков парадокс, е изборен резултатот за градоначалници на град Скопје, односно резултатот помеѓу Јани Макрадули, нашиот кандидат, и господинот Коце Трајановски. Да биде уште поинтересно, на оние места што се веќе избројани, нашиот кандидат Јани Макрадули има убедливо водство. Меѓутоа, никако да се избројат местата, оние каде што се, разбира се, гласа за градоначалник на општина Центар. Потоа уште еден куриозитет. Општината која што статистички има најурбано, најписмено население, општина која што има најголеми интелектуалци, магистри, доктори науки, има огромен број на неважички листови, 1300. Одма веднаш ви станува јасно што се случува со избирачкиот процес. Во Нова Македонија остана насловот дека затворениците помогнале господинот Тодоровиќ да го, според нив, доживее вториот круг. Значи, покрај тоа што сите затвореници гласа за Тодоровиќ, ние сепак победивме. Сакам да кажам дека нема да се предадеме и дека мора правдата да победи. Дека мора да се почитува јасно искажаната волја на гласачите на општина Центар. Меѓутоа, сметам дека најлесен начин да се прекине оваа лакрдија е господинот Тодоровиќ да излезе, да го признае поразот, да го прифати фактот дека гласачите не ја поддржаа неговата политика, да го прифати достоинствено фактот дека гласовите отидоа за опозицијската коалиција, да го прифати фактот дека гласачите не сакаат античка барокна општина, туку сакаат модерна и европска општина Центар. Сметам дека за него ќе биде исклучително тешко да води мандат кој што е добиен на лажиран начин. Сметам дека тоа општина Центар не го заслужува. А доколку секад со сите притисоци не однесат во вториот круг, јас ги уверувам дека тоа ќе биде лошо токму за власта, бидејќи во вториот круг ќе оствариме уште поголема победа. Ви благодарам. Господин Черновски, има ли, дали сметате дека се спрема изборен фалсификат? Молам? Изборен фалсификат. Значи, сосем е јасно дека се случува всушност во момент изборен фалсификат. Што точно се случува? Зошто ги нема тие 6 избирачки места? Значи на вистина е трагедија за општина Центар. 3 дена да не може да се избројат кутии од 6 избирачки места. Во Косово изборите завршија после 2 часа. Во Косово, да потсетам, има гласање со отворени листи, кој што го усложнува процесот. Таму завршуваат изборите за 2 часа, во Скопје, во Центар не може да завршат цели 3 дена. Кој е образложението? Образложението треба да го даде Државната изборна комисија, на сите им е јасно дека не се дозволува победа која што е заслужена. Ние имаме повеќе од 50% од освоените гласови во општина Центар. Повторувам, гласачките кутии од 5 избирачки места, каде што ние убедливо водиме, тоа го потврдува водството на господинот Макрадули, никако не може да се избројат во општина Центар. Такво нешто не сме да се дозволи ниту нови избори, ниту други избори. Општина Центар мора да биде пример за регуларни, фер, демократски избори.
За колку гласа слуша станува збори, дали ќе поднесете представка? Јас имам 49,9%. Не, Во тие колку се гласа? 5000 се гласачите кои што се таму. Колку, како гласали ќе треба да се констатира. А представки има? Може ли само еден поен? Со представки дали поднесов? Членови имавме секаде, меѓутоа констатирана е грешка во избирачките списоци, грешка во... Доколку има втор круг? Нема да има втор круг затоа што не сме да има втор круг. Втор круг не сме да има затоа што ние сме легитимни и легални победници на овие избори. Само ето, поведете. Вечева до 19 часа. Дали мислите дека се тактизира со тоа што се одолговлекува броењето на тие гласови од 6 избирачки места, да имате краток рок за поднесување на жалби? Немам никаква дилема дека тоа е сценариото. И затоа повикувам власт да не го жртва општинен центар за имиџот на Република Македонија. Во центар е јасно изразена волјата. Не е битно дали сум победил јас или некој друг. Мора да се почитува волјата на гласачите на центар. А во недела гласачите јасно кажа дека нашата коалиција победи во првиот круг. И ми одговорите представки дали поднесовте? Ќе поднесеме во состојба на тоа каков ќе биде резултатот. Ние се уште не знаеме каков е резултатот, но јасно знаеме дека одеднаш од водство од 52% сака да не намалат. Не може општинен центар да има толкав број на неважички ливчиња. Тоа што мене ме радува е што и сакам да информирам јавноста што во броењето на листовите и воопшто во ова лакрдија што се случува во општинен центар се вклучи и меѓународната заедница. Јас имав контакти со нив и сакам да ви кажам дека според нив најголемиот број на неправилности е случен во општина центар. И тоа мора да го знае македонската јавност. Или власта конечно ќе го признае поразот, или во Република Македонија ќе се случи хаос, ќе се случи лажирање, ќе се случи фалсификат, нешто што не ни треба на сите нас. Благодарам. Јас навистина денеска зборам за општинен центар, ќе ги чекаме наодите за да можеме да се изјасниме како и што понатаму. Меѓутоа пак ќе кажам, втор круг не може и не смее да има. Имаме јасен победник во првиот круг, тоа е волјата на гласачите во општинен центар. Сметам дека е навистина некоректно господин Тодорич 3 дена да се крие. Треба да излезе, достоинствено да го признае поразот и се разбира да извршиме примо предавање на функцијата.